Проектираниот буџет за 2023 година не е развоен, туку инфлаторен, а справувањето со енергетската криза се подразбира преку тендери. Во 4 очи реагира председателот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицкоски. Наспротив албите на премиерот Ковачевски во интервју за МИА дека владата скроила буџет кој ќе одговори на кризата и ќе придонесе за економски раст, Мицкоски реагира дека приходите во буџетот ќе се собираат преку дополнително сиромашување на граѓаните. Не е развоен буџет, е инфлаторен. Зошто е инфлаторен? Затоа што основата на неговото димензионирање е инфлација. Они велат ќе имаме зголемени буџетски приходи поради зголемена инфлација и таа ја проектираат на ниво од 7,1%, што значи дека сиромашните граѓани дополнително ќе ги осиромашуваат преку даноци и тие даноци ќе ги прибираат за нетранспарентно трошење во буџетот. Различната проекција на премиерот и министрот за финансии за растот на бруто домашниот производ е огромна грешка, која кога ќе ја претворите во пари чини стотици милиони евра, додава Мицкоски. Според лидерот на опозицијата, власта потврдила во справувањето со енергетската криза, а набавката на енергенси се одвивала преку тендери во 4 очи. Трансферите и дотациите кон општините, за кои што велат дека ќе се случат, исто и тука има голема лага, еве гледате, од искуство, од прво лице, што значи тоа, обструкции, притисоци, уцени, закани и така натаму, инспекции на терен, се прави само да се спречи развојот на општините, каде што има градоначалници ВМРО-ДПМН. Справувањето со енергетската криза се подразбира преку тендери во 4 очи за набавка на јаглен, транспорт на јаглен, набавка за мазут и авансно херојско плаќање на, бидејќи така се портретираат тие како херои, херојско авансно плаќање на фактурите за електрична енергија. Предлог буџетот кој се уште е на амандманска расправа е историски највисок и со рекордно задолжување. Сепак од владата постојано тврдат дека скроиле буџет кој е развоен, а и во ова интервју премиерот уште еднаш повтори дека државната каса била скроена за справување со кризата, ке се придонесело за економски раст, стабилност и ликвидност на компаниите. Буџетската каса за следната година е проектирана така да може да обезбеди стабилност, сигурност, економски раст, заштита на животниот стандард и ликвидноста на компаниите во услови на криза. Гледано во износи, предлог буџетот за 2023 година има за цел да одговори на тековната криза, со 250 милиони евра директно наменети за справување со истата. Но тој има за цел и да ја стимулира економијата, за да понатаму се постигнат посакуваните и потребни стапки од 5% економски раст. Од владата постојано тврдат дека ниту еден граѓанин нема да остане сам во кризата, а тоа дека ќе има храна, грејење и струја за сите стана нивно мото. Ковачевски сега повторно ги утеши граѓаните дека никој немало да биде оставен сам да се справува со економско-енергетската криза. Уште еднаш се пофали дека владата донела 2 пакети од антикризни мерки, иако вториот пакет за помош опфаќа само 42.000 граѓани од најранливите категории кои ќе добиваат скромни 3.000 денари месечно во наредните 4 месеци, а предвиден се средства за пензионерите кои земаат пензија до 14.000 денари месечно.